Моја гостинка, почитувани гледачи, на програмата на ТВ каналот ВИЗ во емисијата 15 минути со е Снежана Чукова, жива легенда на македонската поп музика, членка на групата Интервали. Снежана, добре дојде во нашава Добар те емисија. најдов и ти благодарам на убавата најава. Ти ја заслужуваш. Па ја Се заслужувам, чувствуваш ли како да. жива легенда на поп Се музиката? чувствувам. Така и треба. Ти тоа го имаш заслужено низа години наназад. Она што е најпресно во вашата кариера е учеството на Макфест, фестивалот на забавни мелодии во Штип, кога поминаа 35 години од првото издание на Макфест, значаен јубилеј. Разговарав и со Мирчо Чуков, вашиот сопруг, и тој ми рече дека било прекрасно. Со какви импресии ти се вратиш од Штип? Јас најпрво кога стасавме во Штип и кога видов каква организација има, колку членови дошле тука и преку ден додека беше генералната проба, значи се фрапирав од тие луѓе кои што 35 години уназад, значи толку многу го негуваат, го чувствуваат, го сакаат тој фестивал. Сите тие луѓе, уште од првиот ден ми се навратија, значи, сеќавањата, кога ќе стигнавме, како ако децата, бидејќи септември месец, децата почнуваа со школска година. Тие што биле прва смена, од поручек ќе те чекат за интервју. И тоа не можеш ти со часови да поделиш автограми, сликички, да зборуваш со нив, да се сликаш. Значи, сето тоа се уште во тој град е присутно. Додека во други градови кога одиме на фестивал, значи многу ми е жал, не е само фестивалот да ти биде дека си на фестивал, прво нема публика, не знам колку тоа гледачите го знаат. А тука изгубен интерес, нема новинари. Овдека не можевме од 4-5 сати сликање за телевизија, интервју за радио, за телевизија, значи глава да кренеш. Тоа многу ми се допаѓа. И убаво е да се биде на еден фестивал на кој сте поминале прекрасни златни години од вашата кариера. И тоа на враќање тие спомени беа ли присутни? Беа присутни, се сретнавте ли со луѓе со кои сте се среќавале? Да, се сретнавме, тоа беше едно прекрасно дружење. Значи, емоции на враќање на тие години, како било, што било. Сепак, еве, пак ќе споредам. Кога почнувавме ние на Макфес, не можеше да отидеш на Макфес додека тебе една специјална комисија, си имаше таков протокол, не те прегледа со што, каква тоалета ќе носиш. Значи, до шминка, до фризура. А денеска на сите фестивали, значи, доаѓаш од улица, од кола се симнуваш и одиш на сцена, значи, никој не одговара за тебе. И можеби тие се тие вредности на Макфест кои што никој не може да ги достигне. А најважната вредност, предпоставувам ќе се сложиш со мене, е дека Макфест всушност ја спаси забавната мелодија во нашава земја, од проста причина што порано се сеќаваме на Скопскиот фестивал, кој едноставно го снема и имаше еден подолг вакуум период на немање забавна продукција во нашава земја. Макфест едноставно ја спаси. Ја спаси и го пополни тој вакуум што беше створен. И да не заборавиме, Макфест беше југословенски фестивал. Апсолутно, апсолутно. На кој пеа познати звезди. Да. И од Хрватски, и од Словенија. Имаше прекрасна продукција и до ден денес, значи, кога ги слушаме снимките, сосема мала разлика со денешната продукција. Секоја чест за сите тие луѓе, го видовме и најзаслужниот Троицки столе, човекот беше потресен беше од случката, од ревијалната вечер. Па каква чест му направија сите тие учесници што беа тука. Немаше врска што беше на плоштадот Слобода, што не беше во домот на културата. Не се осети. Не. Напротив, сцената беше толку европска направена. Си седеа луѓето на метар растојание. Тоа беше преполно. А колку стоеа од страна? Значи, интерес преголем. Секој чест за Штипјани. Така, колку од вашите златни песни од таа ваша
златно доба на интервали се испеани на Макфест. Најголемиот дел? Па да, најголемиот дел се испеени токму на Макфест и кога ги слушав и толкацки деца како пеат и плачела и да сакаш и дека ги знаат текстовите на песните. Јас мислам дека си ја сакам Струмица, ама кај нас нема таква музичка култура како што има во тој град. Добро, може би и нормална работа. Во Штипот секогаш се пеело. Да. Штип е познат како песнопојски град. На крајот на краиштата Штип имаше долги години средна музичка школа, а сега и Академија за музички уметности, така ли? Да, и тоа си го прави своето. Традицијата си е традиција, иако од друга страна Струмица е позната исто по музиката, ама повеќе можеби по фолк музиката. Единствените тие што ја бранат забавната музика во нашиот град се интервали. Точно, така точно, нели? така е. И успевате ли во тоа? Па да ти кажам дека еве во последната година после ковидот од кога почнавме да работиме, сватив дека народот знае од прилика нашата публика што доаѓа, очекува, значи кога ќе почнеш, кога ќе застанеш на сцена, да ги забавуваш баш со тие макфестовски песни. И ти бараат, ајде ова, ајде ова, ајде ова. И едноставно си знаеш. Песни кои немаат рок на траење не. и ке траат дури и по вас. Да. А тоа е успехот на една песна, да остане запаметена за сите генерации. Оние кои не биле родени кога вие за прв пат сте пееле на Макфест. Тоа е успехот на една песна. Го спомна ковидот, коронавирусот. Како Снежана се справува со овој проблем? Знаеш што, во почетокот, кога се затворивме дома, некако не ми беше сватливо, бидејќи ние нон-стоп сме ангажирани, секоја недела некаде настапуваме. Но така, недела со недела почнав да се привикнував и видов дека ми годи тоа. Затоа што така добро не сме се одмориле од кога јас сум почнала да пеам. Значи, бевте премногу ангажирани. Точно, да. Ковидот ми дојде добро, да си размислиш за се, да си постасаш по дома тоа што не си можел. Во двор полни раце работа, дома ручеци да направиш ова, она и така. Си помина. Тие настапи прекина. Ама дојде, предпоставувам, и периодот кога ви недостасува сцената, ви недостасува тезгите. На крајот на криштата од нешто треба да се живее. А јас сум таков човек и да ми недостасува нешто, можам да се воздржам, знаеш колку ми фали. Меѓутоа, мојот сопруг, тој леле ке полудам, не можам да пеам, леле. Ајде, ке седнем дома. Ајде да пееме, ја неќам да пеам. Ке вика 2-3 сати, вау, ке си пее, така си ја рани душата. Јас сум подруг тип. Тоа е интересно. Мене и Мирчо Чуков ми рече дека по дома Жана не сака да пее. Зошто? Да. Не знам. Затоа што Жана пее за пари, а Мирчо не сака да ја плати. Нема врска тоа. Едноставно, најверојатно не сме се погодиле. Него кога му се пее, мене не ми се пее. Или обратно, мене кога ми се пее, па него не му се свири и не му се пее. И така. Она што ми е интересно и од секогаш сум се прашувал, кога интервали прави свој репертуар за разни настапи, чиј глас повеќе се слуша? Заеднички го правите? Заеднички. Заради тоа што вие сте познати по тоа дека имате секогаш различен репертуар или поинаков репертуар од сите други групи кои настапуваат по рестораните. Да. На кој начин го правите? Заеднички го правиме, значи нема и на етење. Ако јас предложам некоја добра песна, тоа се прифаќа. Па и кога ќе се слушне, кога се изведува, топ песна, супер е. И така да се надоградуваме. И сите членови од групата предлагаат ајде ова. Значи сега во тој период, после ковидот, почнавме да свириме исклучиво само забавна музика. Значи забавите се сведуваат само со забавни песни. И на тоа сум многу горда и на тоа видов дека и во Дојран имаше од цела Македонија народ. Тоа го прифатија и рекоа, ова таква забава, значи не се случило. Може исто да те погоди забавна песна,
како на некој Да, но народна. карактеристично за вас е да кажеме што во репертоарот метнувате песни кои не се вообичаени за овој наш простор, например руски балади, француски шансони, точно. класични numeri. Точно. Опера, се. Тоа ми се чини дека е сепак твое дело. Или бираш песни кои ти одговараат на твоите прво што ми лежат на моите така? гласовни квалитети. Прво ќе се слушнам јас како изгледа тоа да го пренесам. И ако ми се бенди се, тоа 100% мора да помине. Значи, има луѓе кои што, например, еве сега имавме еден настап и еден човек се осмели да ни каже, па вие на една свирка сте свиреле опера, а ова она. И јас му викам, а кој од тие тебе што ти гостуваат во хотелот, во ресторанот, кој ти отпел опера? Никој. Па не можат. Така е. Значи, направи разлика кој што може. Не е лесно да отпееш. Јас тоа што го пеам, тоа е тежок репертоар. Ги спомна ручеците. Да ја тргнеме музиката, интервали настрана. Многу има што да се кажува за интервали и за вас како вокални солисти. Ги спомнавме ручеците. Оние кои го познаваат Мирчо Чуков и дури не мора да го познаваат, може само да го видат како изгледа, тоа се должи на добра храна. На добра храна. Мирчо во еден разговор ми рече за тоа е заслужна жана која е вистинска мајсторица на кулинарскиот занет. Така ли е или само те фали? Така е. Значи јас имам, знаеш што, една мана. Без разлика ние колку вечери настапуваме. И кога јас на Сабајле сум легнала, дали во 5:36, јас во 8 сум станата. И веќе почнувам со подготовки за ручек. Значи со многу малку спиење. Кај мене секој ден ручекот е во 12 часот готов. Значи ни еднаш не се скокнало да не се готви. И тоа си обожавам сарми, полнети пиперки, патлиџани. Знам зашто сарми, затоа што Мирчо сака сарми. И јас си сакам сготвена храна, да. Добро. Експериментира ли жана во кујната? Одредени специјалитети кои, например, ке ти текнат, а ги нема во некој рецепти. Сакаш ли да експериментираш? Па јас не гледам по рецепти. Јас се што ќе ми дојде, тоа си готвам. Така? Значи, ако прошлиот пат не сум направила тоа, ајде сега и тоа ќе додадам, да го пробам вкус. Супер. Не гледам рецепти ни од телевизија, ни од вестници, ни од интернет. Немам време за тоа. Подеднакво го јадете тоа што ќе го сготвите и ти и Мирчо. Да. Ама Мирчо изгледа како што изгледа, а Жан изгледа како што изгледа. Па тоа е... Што е разликата? Тоа е многу гурман. Значи, јас ќе ве поканам да ми дојдете на еден ручек и да видите стварно како готвам. И ќе видите дека не можете да си отидете без да изедете 2 порции од тоа. Така и сега проблемот изгледа е што јас, колку да ми е вкусно, значи каснам 4-5 залчиња и стоп. Не јадам. А Мирче ќе си изеде една и уште една чинија. Супер. И тоа убаво залиено. Да, успехот кај мене е во нејадење. Во тоа ли е тајната? До вечно гладна. Вечно гладна, ама вечно убава и вечно млада. Во тоа ли е тајната на вечната младост на Жана, бидејќи јас Жана ми изгледа исто како што изгледаше пред не знам колку години. Па најверојатно тоа е. Да? И нормално, мирен, спокоен живот. Физички активности? Какви физички активности? Не? Ако работам во двор, 100 пати ќе се качам горе и ќе се симнам и ќе ишпартам дворот, така да немам и време за некоја друга активност спортска. Океј. Можеме да разговараме надолго и на широко. За жал емисијата се вика 15 минути со. А помина? А со Жана можам да разговарам многу пати по 15 минути. За крај, кој е сонот на Жана Чукова? Што понатаму? Мојот сон е да ми даде Господ здравје, да си поработам најмалку уште 10 на 15 години така, бидејќи сега мислам дека сум во топ форма. Да си имам мирен семеен живот,
Сум била секаде, сум патувала, не сакам сега да патувам во тие години. Си сакам мир и спокојство. И имам само уште едно прашање. Ова беше за крај, ама не е крај. Лесно ли е да се биде жена на Мирчо Чуков? Да. Да? Да, многу лесен. Многу лесен, што ќе му сготвиш ќе си касне. Како ќе го испереш, ќе го испеглаш, си носи. Што ќе му стокмиш, се прифаќа. Не е манаџија? За ништо не си наети. Супер. Бомбона. Па да знаеш, тоа што го посака во твојот сон, ќе ти се исполни. Ти благодарам за гостувањето на Благодарам, емисијата. благодарам.